за младите новинари, доколку сакаме да ги научиме за како се влага во суд, како се оди се известуваат судски предмети слично, каде да побараат одобрение за снимање судски предмет, за да направиме видеа информативни во смисла кога имаат потреба од вадење некаква потврда, завршување некаква работа во суд, како најлесно може да го направат тоа, да влезат во суд, каде точно да се обратат. До сегашното функционирање покажува дека има резултати од едно вакво тело. Знам дека успесите не се константни, имаме флуидни ситуации кога некога се чувствува потребата од унапредување поголемо на соработката меѓу овие две тели, но генерално мој заклучок како еден од луѓето кои ја почнава иницијатива е дека ова тело ги дава резултатите, но сепак моја препорака би била да се одгледува, да се одгледува, да се култивира и понатаму, затоа што е многу динамичен процесот и имаме чести промени во медиумскиот сектор, во судските редови, така да воспоставените принципи треба постојано да бидат обновени во оваа соработка. Nga rajoni I Tetovës, qëllimi im se jam antar I këtij formati është që edhe rajonet tjera të Maqedonisë tendoj se takimet e këtilla janë më së të nevojshme që edhe gazetarët të njohin më shumë rreth gjykatave, të kenë më shumë njohuri dhe të dinë qasjen apo punën e gjykatave. Ndërsa në anën tjetër përmes këtyre takimeve ne tentojmë që edhe gjykatësit të njihen me punën e gazetarëve dhe me një platforme të lehtësohet puna e gjykatësve dhe e gazetarëve gjatë kryerjes së punës së këtyre. Се надеваме дека ќе имаме позитивен фидбек од страна на публиката и граѓаните и пред се видеата ќе ги насочиме и кон новинарите, односно новинарите кои не се доволно запознаени за тоа како треба, на кој начин да дојдат во суд, како да известуваат за судските постапки, а од друга страна пак им помогнеме на судиите кои не толку се запознаени со ова, на кој начин треба да ја пуштат јавноста во судница, колку да им дозволат на медиумите да слушаат, да снимаат, да известуваат и така натаму. И мислам дека со тоа ќе им помогнеме и на судиите и на новинарите, меѓутоа и на граѓаните. Сметам дека судско-медиумскиот совет значително влијаеше на напредување на соработката меѓу новинарите и судиите, во правец пред се на размена на искуства за тоа кои се проблемите и дилемите на новинарите и доследно и пред се точно известување на јавноста од судските расправи. А за нас судиите, како можеме преку нашите пресуди превентивно да делуваме на јавноста пред се за заштита на нивните законски права, но и соодветна борба со криминалот и корупцијата и се во насока на зголемување на јавната доверба во судството.